Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во првото издание на Неделен миг за 2026 година. Секако ќе ви посакам пред се добро здравје, убави моменти и секако да не гледате затоа што ќе ви подготвиме и оваа година доза култура и само секако спорт, музика, сето она што е убаво да се слушне, да се види, а тука се нормално и нашите гости со инспиративните разговори. И во првото издание за оваа година, на моje големо задоволство, ќе го започнеме со нашата прва гостинка денес. Станува збор за Лени Партикова, веќе добро позната на јавноста. Таа, освен што е дел од ансамблот на Националната опера и балет, исто така е навистина прекрасна пејачка со прекрасен врвен глас на народна музика особено. Тука имаме Лени, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Еве ја на сите ваши гледачи да им посакам се најубаво во новата година. Да ги следат само убавени, како што рековте, здравје, среќа и убави моменти. Така е. И убава музика да ни подарувате нам, гледачите. Лени, навистина, вашиот глас е преубав, тоа не само како дел од ансамблот на Македонската опера и балет го кажувате, што се вели, го прикажувате, туку исто така и преку вашите концерти, вашите настапи, да се сетиме само на концертот во Тетово, ако имавме и концертот во Скопје. Се надам дека еве ќе ни кажете ви во продолжение за предстојните ваши планови, но еве за почеток би сакала она што излезе пред можеби месец дена, ако не се лажам. Станува збор за песната Горда сум македонка и спотот, кој што исто така е многу така необичен, приметлив, а сето тоа во духот на на македонската историја и она што сме ние. Така, оваа песна ми беше многу одамна во мојата глава. Автор сум јас на овој текст. Таа ќе биде и носител на новиот албум, кој ќе се вика исто така Горда сум македонка. Ќе има 15 преубави песни народни, претежно се све фестивалски песни. Има и неколку дуети со стари изворни песни со моите драги колеги. И на овој албум се јавувам на уште една песна како автор. На текстот за Старосватица направивме конечно песна. Убаво, има многу за кум, сега време за Старосватица. Да, стварно имавме песна за Старосватица и се надевам дека ќе се обнароди, дека ќе ја пеат на сите свадби, затоа што излезе многу интересна, ќе има публиката прилика допрва да ја слушне. Таа се подготвува сега за во новата година, така? Да, на албумот ќе биде. Се уште немам видеозапис, ама мислам дека ќе се направи затоа што навистина за Старосватица немаме песна. Ете така ми дојде една убава инспирација и за мојата Старосватица. Баш убаво. И така дека има прилика публиката да слушне многу убави народни песни. Другите се доста фестивалски, значи настапи од Лешучкиот фолкфест. Убави песни имаме таму. Изведено преубава песна на Росафест со мојот Трајче Малинов, драг колега и со амбасадори. Сега на овој Росафест беше и таа една преубава песна и сите тие песни ги спакува во едно убаво албумче. Спотот е многу убав исто така, навистина и фустаните, амбиентот, баш некако една топла атмосфера. Намерно беше избрано да биде на Шар планина, ова се наоѓа селото Стенче, на крај на Тетовско, да речам, пред Гостивар, во планина е планинско место, е прекрасно место со многу цркви. И ние избравме да биде баш во манастирот Свети Илија, еден многу стар манастир. Тоа беше и целта, значи да се представи нашата христијанска вера, нашата култура, нашата традиција. Туку имаме убави места, никогаш еве не ги знаеме. Прекрасни, да. Конкретно ова село, ова место навистина преубаво е, вреди да се посети дефинитивно. Да, па и бевме во Екатерина, исто црквата што е направена не многу одамна, ми се чини дека беше околу 2022 осветена. Екатерина Велика и мислам дека направивме еден убав видеозапис и убава песна која ќе останете во аналите на македонската музика. Така. Инаку во режијата и во сето она што се случуваше има голем удел мојот сопруг Жарко Ѓорѓевски, како и секогаш, во се ми помага. Голема поддршка вие. Да. Имам гости дечињата од Кут Шара,
Поздравете и до Снежи до Нада. И се преубави во однос на креациите, исто обрнувате големо внимание. Нели, шминка, фризура, тоа е неизоставен дел, но и самите фустани, тоалети, женствени преубави се во духот на така, намерно беше тоа сето убаво смислено. Чете првата халина да асоцира на нашето сонце, тој костим, да речам, што го носам, повеќе е костим. Значи има златна боја, има црвена боја, таа што ја има и кај нас на нашето знаме. Затоа што и песната е нели таква, и таа одежда што ја носам преубава црна со златни везови е нешто што исто асоцира на нашите светци. Една наша од Константин и Елена баш имаше една преубава икона. Од таму и ми дојде таа инспирација да го носам тој црн фустан, одежда, како да наречам, да. Во времето на античките македонци, благородниците носеле баш такви халини, мисля, че ни тогаш и такви материјали постоеле, нели, свила со везови, такви златни, сребрени. Многу раскошно, многу убаво делува и како што спомнавте, буквално да остане и оваа песна за секогаш што се вели. А најважното, заборавив да ви го кажам, значи, во семејството Грозановски во Стенче ме пречека таму 3 постари женички кои знаеа како да наместат таа носија, таа е нивна носија. Буквално не примија како своји луѓе, како да ни се фамилија, иако прв пат ги гледам во мојот живот. Им благодарам за се. Носијата е стара 100 години и е невестинска носија. Вау, па од горни полог. Да, уште повеќе некако целиот тој, нели, се надополни, некако коцките така се споија како еден убав мозаик. И јас сум презадоволна, значи, спотот Балкан Мјузик го снимаше, Дејан Георгиев, поздрав и до него. Инаку аранжманот и музиката е на Љупчо Павловски. Тој ќе го припрема сега и албумот нов, Горда сум македонка. Многу е важен тимот, нели? Многу е важен, да. Еве и во соработка имам и со Горан Милошевски, како и од дете, нели, со него исто работам. Има доста и негови убави песни, од Тумба Фест, од Лешок. И така, јас ги сакам фестивалите и ми е многу мило што народот таму прво ќе ги види тие песни и ќе ги слушне. И подоцна сакам така да ги имам спакувано, да можам каде и да отидам, да го подарам тој албум, да му остане на секој што ќе сака како еден успомен од мене, да може да го слуша во секое време. Еве ги спомнавме фестивалите, многу често настапувате на фестивали, ги почитувате фестивалите. Што е оно што посебно ве поттикнува во таа фестивалска магија? Македонскиот народ сака македонска песна, значи мене многу ми значи да ги поддржам тие фестивали, не сакам значи да изумрат. Баш напротив, што повеќе да се појавуваме на нив, што повеќе да создаваме ново компонирана музика. Самата публика, самиот настап на тој фестивал за мене на песната и дава една многу поголема вредност. Така, да, и самото дружење на фестивали, нели, од секој. Тоа да. Јас си ги сакам сите колеги, си живеам со сите, стварно има прекрасни дружби, си помагаме едни со други. Уште да почнеме да си ги пееме си песните едни меѓу други, за да живеат уште повеќе. Тоа малку ни фали, но мислам дека со тек на време и тоа ќе го правиме. Во сите тие сплетови на нашите прослави каде што пееме, да речам свадби или крштевки, виридби, приватни забави, како и да почнеме веќе да си ги пееме едни меѓу други песните. Така и би требало да биде, нели? Така и ќе живеат. Така, апсолутно. И во однос на народната музика кај нас и сцената, што е оно што од ваша перспектива се случува? Дали сме на добар пат? Дали има пеачи, нови генерации кои што сакаат да пеат народна музика или повеќе се ориентирани на поп? Кој е ли вашиот впечаток? Па напоредно има и многу добри поп изведувачи, млади деца кои навистина имаат убава музика, прават убава музика. Да не ги набројуваме, веќе ги имаме, нели, еве почнаа веќе да пеат и на нашите, да речам, прослави низ нашата земја, на тие, нели, фестивали, како фестивал на виното, еве за нова година, веќе ќе почне да има доста и наши македонски изведувачи, што ми е многу драго. И не само од поп пеачите, нели, со забавната музика, него и со народните пеачи. Ми е многу драго што почнаа да не извикуваат за такви случувања.
затоа што таму многу бројна е публиката, тој народ не дека сака само од нашите соседи да слуша музика, напротив, сигурно дека ќе се наполнати стадиони и плоштади кога би имало и македонска музика, така да има многу емисии каде што можеме да презентираме и забавната и народната музика. Така, и тоа е исклучително важно и нам како новинари ни е многу важно и би сакале, посебно овакви емисии за култура, да ја промовираме народната музика. А ево она што со голема радост јас сакам да го слушам, а верувам дека и гледачите, станува збор за концертот Лени кој што го подготвувате за оваа година. Па кажете ни ги деталите, за кога се очекува? Еве ова веќе ќе биде нели трет концерт. На 17 јануар сакаме да биде. Се подготвуваме напорно. Група Круна ќе го свират. Со мене на сцената ќе биде мојот драг колега Орден Неделковски, со кој ќе пееме еден дует. Нашиот Кире Науновски. И ќе имам едно изненадување, сакав да биде, меѓутоа еве нека не биде изненадување, јас ќе кажам. Имав прилика да гостувам во Гуча на фестивалот на трубачите, нели, со друштвото Куд Свети Сава од Тетово. Таму испеавме преубави народни македонски песни. Имавме прилика да се запознаеме со многу дувачи и оркестри и на моје огромно задоволство победници неколку пати и Златна труба на Гуча и Мануел, значи трубачите, ќе дојдат од Србија да ми бидат гости на мојот концерт. Можам да замислам каква атмосфера ќе биде тоа. Па мора, сакаме вниманието на публиката цело време да го задржиме, така да ќе има многу интересни нешта на самата сцена. Повторно ќе бидат и Кучара, со нивните прекрасни ора, со нивните прекрасни носи на сцената со мене. Така да ги покануваме сите македонци кои сакаат убава македонска музика и народна и ново компонирана. Ќе биде презентација на мојот нов албум, да дојдат и да уживаат заедно со нас на концертот. Каде ќе биде само локациски? Така, во Домот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Аха, значи во Тетово ќе биде, не во Скопје. Овој пат повторно ќе биде во Тетово, по барање на самите тетовчани. Па добро. Значи, блиско е и за Скопјани, и за околни градови, кој може. Така. И ќе ми биде многу драго ако биде полно со народ и со публика, затоа што за нив и нели пееме. И се надевам дека ќе биде така, затоа што уште сега има голем интерес за картите. Картите инаку може да се купат во Гранд Тобако во Тетово и во самиот Дом за култура. Па одлично. Така да очекувам да биде многу убав концерт. Па, кога станува збор вашите концерти, нема тука никакво промашување, затоа што и во Скопје, и изминатиот во Тетово, одлична организација и одлична посветеност, и посетеност од публиката исто така, што е нели клучно. Така што ете, како што спомнавте и вие, воопшто нема да е ни во една секунда досадно, сигурно со целата програма која што имате. И она што е посебно интересно за вас, Лени, е што освен вашиот репертоар, пеете исто така и песни традиционални македонски, така што тој еден микс прави уште повесела атмосфера, нели? Така си е. За мене музиката нема граници. Значи јас сакам да исполнувам различен тип на музика и не ми пречи. И напротив, затоа и ми се многу разнолики самите албуми. Кој да го пушти тој албум, да има нешто што ќе му се допадне. Значи од такви изворни традиционални, од ново компонирани македонски народни песни, па и напоредно и со забавните песни. Така е. Тоа е вистински пејач, нели, што може буквално се да отпее. Вие сте, Лени, како што спомнавме, дел и од Националната опера и балет. Во однос на вашата дејност таму, ете, кажете ни, нели, таму сте пак од друга страна, нели, дел од хорот, опера, балет, сосем друга класична музика, нели, за разлика од народната, но се вклопувате, нели, во едното и во другото. Таму сум јас на вистина, јас. Значи, тоа ми е приоритетот, тоа е оно што ми исполнува на вистина. Цело живот сум со таа музика, уште од малечка, магистрирав на класично оперно пење, така да тоа класично пење ми е најубаво и тие представи, и тие костими, и шминка, и тие огромни фризури кога ќе не ги направат, зависи за која представа, станува збор. Така да тоа е највеќе она што најмногу јас го сакам. Меѓутоа,
го сакам и она што е наше традиционално, оние корени наши, оние стари изворни песни. А ги имаме многу и многу се убави и певливи. Се додека ги пееме, ќе живеат. Дали со подсменети аранжмани, дали со тие исти аранжмани како што биле некогаш. Јас навистина ги сакам и мислам дека само така и ќе оставиме за нашите поколенија да се слуша таа музика и да живее. Да. И сега многу, еве ги спомнавте новите аранжмани, навистина многу се менуваат, нели, по-модерен стил на некои класични песни, зборувам например народни песни, меѓутоа со, нели, тој призвук и сега доста се менуваат во еден модерен призвук. Па дали се согласувате со тој тренд? Во смисла, нели, некоја песна да се направи со модерен стил, модерен жанр, или смета дека треба да се останат како што биле? Знаете како, секој сака на публиката да понуди нешто поново, нешто да измени, да допре до таа публика, но да, тоа што ме прашавте, мене, за моето лично мислење е дека не треба да се менуваат. Мене тоа да, ќе го слушнам, меѓутоа ми пречи, затоа што не е тоа што е. Зборувам за старите изворни песни. Јас мислам дека сепак треба да се задржат во тој традиционален дух и во тие аранжмани што постоеле. Затоа што со тоа изменување се менува, според мене, целиот концепт на песната и самата песна. Знаете, обично знаат да го задржат тоа традиционално пеење, а во позадина да има некоја музика која според мене не ми е соодветна со самата таа традиционално пеење. Меѓутоа тоа е моje мислење. Секој си има право на свое мислење, еве има многу од колегите што успеа, значи, да допрати со такви нешта, со изменети аранжмани, на публиката тоа им се допаѓа и затоа пак ќе речам, тоа е моето лично мислење дека јас пак не ги менувам аранжманите, сакам да бидат во оригинал. Да, вкусови се, нели, во прашање, да. Кој што сака, нели, има можности да слуша. А во однос на албумите, еве и вие го подготвувате новиот албум, меѓутоа, како ве сега, например, ситуацијата, еве, кога станува збор новите албуми, бидејќи многу пејачи, нели, објавуваат песни и спотови на YouTube, но ете некако, да кажам, класичен начин на издавање албум сепак се уште си останува. Па во однос на тоа, кој е вашето мислење? Знаете како со технологијата, како што иде напред, точно дека изумира и тоа не секој дека имаме веќе во автомобилот или дома да имаме и време да пуштиме CD па да го слушаме. Меѓутоа, за мене тоа е еден пакет што мене лично ми значи. Сето тоа што сум го сработила да го имам во еден пакет, како документ, така. Меѓутоа, вистина е дека со технологијата тоа изумира. Меѓутоа, како подарок, кога ќе му го подариш некому, има големо значење. Барем јас така го имам тоа осетено. Поготово кога сум повикувана надвор кај нашите во диаспората, за нив има тоа големо значење кога ќе им подарам албум. Порано и ги купуваа многу албумите затоа што и навистина па и слушавме доста CD-ња. Да. А сега најголемата презентација на нашите албуми е точно на YouTube, на овие социјални мрежи, на Facebook. Така да јас барем на мојот YouTube канал сите албуми си ги имам направено како плейлисти, така да секој може да влезе и да ги слуша моите песни во секое време. Да, јас така ги преслушав кога се подготвував пред некој ден за нашето интервју и уживав навистина, бидејќи еве и гледачите ќе можат, нели, на вашиот YouTube канал да си вклучат и македонски изворни песни, почитувани гледачи, но исто така и новите компонирани песни на Лини Партикова, така што е еден мелем за душа, што се вели. Ги спомнавме нашинците од диаспората, често настапуваат и таму. Како ве дочекуваат нашите? Каде се сте настапували? Сум настапувала на многу места. Многу одамна бев во Америка, таму беше многу убаво. По Свети Никола во Нью Џерси имав еден настап. Сум била во Швајцарија, Германија, Италија,
секаде каде што ќе не поканат. Многу често ете и Србија, Бугарија, така да каде што ќе ме повикаат нашите македонци, јас обично настапувам за Великден, за такви прослави, значи великденски, за Божикни, ете некогаш за Нова година сум била така да настапувам надвор. И не пречекуваат убаво, ја сакаат македонската музика, им недостига и самата земја наша, нели? Така да јас секогаш сум била многу убаво прифатена и пееле во еден глас со мене сите таму што биле присутни. И тоа е убавината и големината и тоа е она што не тера да создаваме и да пееме. Така, и не само ете за нашата публика тука, сигурно е посебно чувството и пред нашинците надвор да се настапува и посебни емоции има во тие моменти. Лени, многу убаво ја започнавме новата година и драго ми е што за прва гостинка сте ми буквално во новата година вие. Ви посакувам убав и успешен концерт. Не се сомневам дека ќе биде така и дека ќе биде посетен, а вие ќе блескате на сцена како и на вашите претходни концерти. И ви благодарам за прифаќањето на поканата, ви благодарам што бевте дел денес. Ви благодарам и на вас. Поздрав до сите гледачи на 24 телевизија. Многу ми е драго што сум дел од оваа емисија. Секогаш кога има новитети ме прифаќате со драго срце, така да еве сакам само уште еднаш да ги поканам сите македонци, посебно моите тетовчани, да бидат дел од овој концерт на 17 јануари во Домот за култура Илио Антевски смок од 19 часот, да дојдат да уживаме заедно во уште еден преубав концерт и да се надеваме на уште поголеми концерти и уште поубави песни и настапи. Јас исто така тоа ви го посакувам. Ете, почитувани гледачи, ја слушаме музиката на Лени Партикова и овој дел од неделниот микс го завршуваме, но вие бидете тука, бидејќи во продолжение имаме други содржини.